Депресија, анксиозност, невротски расстройства, различни видови на манифестација на сите овие состојби, како убиства и самоубиства, масовна употреба на седативи станаа секојдневие на македонскиот граѓанин. Минатава недела, за жал, бевме сведоци на една верижна реакција на вакви состојби, на самоубиства, и тоа не поттикна да ја отвориме дебатата на тема влијанието на општеството и социолошките фактори врз колективното ментално здравје. На оваа тема денеска во Макфакс ќе дебатираме со Славица Арсовска, психијатар од Клиниката за психијатрија, Жанета Трајковска од Институтот за комуникацијски студии и Маријана Марковиќ од Институтот за правни и политички социолошки истражувања. Добар ден на трите. Ви благодарам што ја прифативте поканата на оваа тема, која ја сметам за сериозна и многу актуелна во овој момент. Да почнеме од таму, малку се подготвувавме пред емисијата, дали сега веќе и ние ќе бидеме тие кои, ако ја актуализираме темата и тоа што се случуваше минатата недела, ќе допринесеме уште повеќе да се влоши состојбата врз јавноста која е вознемирена секако од овие настани, но ако не стануваше збор за популарни личности условно во двата случаи, верувам дека и тоа немаше да има толку голем импакт, бидејќи вакви состојби во билтените, Жанета Трајковска знае дека се повеќе ги има овие информации. Значи, убиствата и самоубиствата стана секојдневие во нашето општество. Ако во минатото тоа биле некакви инцидентни случаи, кога ќе слушнеме за некој случај, истиот ќе биде оставен настрана како ете да се случило таму, ова е веќе, да не речем јавноста, веќе во очекување секојдневно што ќе биде следно. Значи ние сме во постојан интензивно очекување на негативни информации. Медиумите како клучен општествен фактор овде, за другите општествени фактори повеќе со Маријана Марковиќ. Ајде да почнеме со Жанета Трајковска. Вие имавте свој став околу известувањата на медиумите со последните настани од минатата недела и ве замолувам повторно во емисијава да ги изложите и зошто бевте толку, да речам, условно револтирана од начинот на кој известуваа медиумите. Благодарам прво на поканата. Мислам дека нели да се вратам само накратко на вашиот вовед каде што нели си прашувате дали ќе направиме верижна реакција или не со оваа наша дебата. Мислам дека не, но мислам дека оваа дебата треба да послужи за информирање и едуцирање на јавноста на кој начин прво треба да ги чита вестите и како треба да реагира, бидејќи медиумите вршат јавна функција и известуваат во име на граѓаните, во име на јавниот интерес. Кога се работи за трагедии, несреќни случаи, за елементарни непогоди, за убиства и за самоубиства, новинарите треба да имаат посебен сенс на начинот како известуваат. Тоа е всушност и регулирано во два члена во етичкиот кодекс на новинарите на Македонија, во кодексот во членовите 7 и 8, и таму убаво пишува дека кога се известува за вакви травматични трагедии, несреќи и така натака, треба да се има во предвид достоинството на луѓето, достоинството на починатите, достоинството на семејствата, на тие кои што се во жижата на интересот, но исто време да се пренесе информацијата до јавноста. Значи не треба јавноста да се ускрати за информацијата, но од друга страна таа треба да биде на еден вистински начин презентирана кај граѓаните, односно до публиката. И тука доаѓаме до прашањето дали одредена вест е вест од јавен интерес или е вест која што ќе побуди интерес кај јавноста и ќе клика на информациите или ќе ги гледа или ќе се зголема. Што дали ќе оди во прилог на медиумите, бидејќи голем дел од оние онлайн медиуми живеат од тоа колку кликови, колку споделувања ќе има и колку сензација ќе има во известување. Јас не го спорам тоа, сите мораме да живееме, да обстојуваме и така натака, значи ние медиумите се на пазар и треба да го прават тоа, но медиумите носат една општествена улога, тие информираат јавноста, тие се критички настроени кон власта и тие треба да ги пренесат информациите и фактите. Кога станува збор за последните два случаи, начинот на кој што беше известено за нив беше тотално непринципиелен и не во контекст на етичкиот кодекс на новинарите на Македонија и на меѓународните стандарди, и токму заради тоа мислам дека пред ден-два Издруженијето на новинарите и СЕМ изреагираа со заедничко соопштение каде ги потсетија медиумските куќи и новинарите на каков начин повторно нели на овие два члена треба да известуваат. Посебно кога се работи за вториот случај, кога се работи за случајот на младо момче, син на поранешен функционер, начинот на кој известија беше тотално скандалозен, бидејќи тоа младо момче
нити е јавна личност, нити е во интерес на јавноста, нити пак има некаква допирна точка до јавниот живот, за да може на таков начин со тие детали да се известува. Зошто ова го велам? Затоа што Сдруженијето на новинарите пред година-две, точно не знам кога, постигна некаков договор со Министерството за внатрешни работи за самоубиствата да не се известува во билтените на Министерството за внатрешни работи, токму заради тоа што во онлайн сферата, во интернет сферите, во начинот на социјалните медиуми, како ние комуницираме, информациите за самоубиствата може да бидат во жижата на јавноста, може да бидат само тие пренесувани и да постигнат одредена лоша верижна реакција, која што и во Светска здравствена организација исто така потврдено. И Министерството за внатрешни работи досега мислам и дека во последниве година-две не известуваше и не ги ставаше во билтените, се до случаја за жал со случај за починатата актерка Билјана Беличанец, кога таа информација беше ставена утредента во билтенот. Зошто е тоа така, не знам, ќе треба да се изјасни Министерството за внатрешни работи, но од друга страна пак заради познатата личност, заради актерската личност од јавноста или од јавниот живот, начинот на кој што беше известено не беше професионален и беше известено пред воопшто да се утврди од страна на судските органи која е причината за смртта на актерката. Се вратиме повторно на одговорноста на медиумите, ја би се доврзала со Арсова. Да, јас нешто само нешто што ме поттикна, мислам да дополнам ова претходната дискусија. Дали вие ги поврзувате овие како стручно лице овие два настана? Дали може да се не можам до толку, да, го поврзуваме како настан, но за вистинските причини или дали се тоа навистина е причинско последично врзано и така натаму, не можам до толку да зборувам. Можам да кажам дека има силно влијание самата информација, односно информацијата и за првиот и за вториот случај, и дека тоа влијание е вознемирувачко кај целокупната јавност и предизвикува одредени психолошки состојби кои што се предизвикуваат, мислам, и кај сите граѓани, особено ризични и значајни се кај луѓето кои што имаат некакви си психолошки потешкоти, односно можат во некои ситуации да бидат како тригерап или како окидач, односно како поттикнуваш, да кажеме. Во однос на една друга работа, што мене сега во овој момент ми текна, дека при такви ситуации, значи кога се случуваат такви немили настани, како овие два последните или некои поголеми немили настани, како што беше сообраќајната незгода со автобусот или некои други така. Тоа се исто така трагедии кои имаат. Да, кога има губитоци, да кажеме, на блиски особи или еве се последниве два случаи, прво што треба да се прави, односно прво што треба да се размислува за семејството и мислам задачата тука на нас, на нашите служби е што треба да правиме ние со луѓето, односно со членовите на нивните семејства. Односно дека прво што треба да се прави кога се случува самоубиство е односно што треба да се прави, како да се работи со блиските членови на семејството да се справат со тој силен губиток, кој што губиток е трагичен, травматичен, но потравматичен отколку да кажеме губиток по пат на болест или незгода од било кој друг карактер, кога станува збор за самоубиство. Така да во оваа ситуација се занемарува и тој момент, односно дека тоа сето што се чита, што се шири овона, има такво влијание какво што има врз целокупната јавност, но особено значајно за членовите на блиските членови на семејството, каде што се случуваат тие работи, односно овие сериозни трагични настани. И тие луѓе и така имаат проблем, односно имаат сериозен проблем што да правам после ова и како да се справам со овој трагичен губиток и дополнително кога сето тоа е обременето со такви сензационалистички, да кажеме, пишување, раскажување. Арсова, што страдаат најмногу луѓето кои се јавуваат кај вас за проблеми? Дека најголем број на луѓе кои што посегнуваат по својот живот имаат некакво психичко расстройство. Кога зборуваме, да речеме, за проценти или за бројки, и од тие дека најчесто, како најчест причинител кога зборуваме за психијатриски расстройства е депресијата, како прва депресија во било каков облик, значи депресија како расстройство или во склоп во како. Колку тука во причините вие како доктор ги лоцирате оние општествени причини, социолошки фактори, сега рековме ќе се задржиме тука, освен личните. Личноста зависи од колку е цврста личноста, колку е фрагилна, меѓутоа. Токму тоа сакам да го кажам, дека ние како етиопатогенетски фактори за развој на некакво си душевно расстройство викаме вака. Сите расстройства се биолошки, психолошки и социјално условени, што значи дека имаме ние одреден генетски материјал со кој што се раѓаме, но тоа не е доволно.
Тоа тука е развојот, значи психолошките фактори, потесната социјална средина и пошироката социјална средина, ако сакате, еве целото општество. Сето тоа заедно треба да се склопи и да има и некои други фактори кои што ќе условат или нема да условат појава на одредено психичко расстройство. Така, ајде да заврземе со Марковиќ. Вие ми рековте дека во институтот веќе сте работела едно многу обемно и сериозно истражување на оваа тема, кое го следи развојот од минативе 27 години, веќе 30 ке станат од осамостојувањето на државата до денес. И како тој развоен пат, како тие сите социолошки фактори, раслување, промена на општествените критериуми, вредносниот систем, моралниот систем, новото време, технологијата и така натаму влијае на една колективна слика, масовна, на состојбата на граѓаните, како да речам, ментална, воопшто психичка, духовна, како веќе сакате. Што покажаат тие ваши истражувања? Податоците што покажуваат? Институтот има своја основна дејност, а тоа е да извршува истражување во областа на општествените науки. Во рамки на институтот со колешката Елеонора Серафимовска имаме формирано психолошка лабораторија, која што покрај стандардизација на психолошките тестови за цел има проучување на сите психолошки процеси кои што се појавуваат како резултат на општествените феномени. Од осамостојувањето па до сега ние спроведовме поголем број на истражувања во кои што земавме клучни критични настани како обемни кои што опфаќаат колектив, не опфаќаат само индивидуи, и вршевме истражување како тие појави влијаат на одредени психички процеси и појави. Како влијаат врз егоснагите, егосилите што ги има секоја индивидуа за да се справи, односно резилиентноста, отпорноста на промените во надворешниот свет, како тоа се одражува на нашето морално расудување, колку ние и на кој начин можеме да ја развиваме компетентноста за морално расудување, како ги перцепираме и како ги доживуваме општествените, историските процеси што се случуваат, како на ниво на емоции се одразуваат кај нас, на ниво на когниција, така да личноста како е обликувана, бидејќи личноста како феномен во сите општества е присутна. Она што не разликува едни од други е кои димензии на каков начин се изразени. Така да тоа е еден процес кој што оди подолго. Овој систем, таков како што е поставен актуелно во моментов, тој постојано се менува, нели стигнуваме до никој процес во, значи тоа е ние сме постојано во процес, во транзиција, како што се знаеме да ќе се повикам на моите колеги политиколози кои што велат дали е овој систем плодно тло и доволно здрав за да може да опстане индивидуа која е здрава, а не онаа која е, да речеме, подложна и фрагилна. Колку е самиот систем доволно издржлив и здрав за да може да индивидуата да треба доволно да се бори и со својата личност и со општеството натаму. Сите истражувања покажуваат дека ние како индивидуи, зборувајќи просечно, не одвојувам посебно индивидуа, бидејќи тоа е друг пристап при проучувањето, сите ги постигнуваме тие што се биолошки, психолошки и социјални дадени капацитети на развој. Сакате за емоции да зборуваме, сакате за когниција, сите тие на индивидуален план се развиени. Меѓутоа, кога ќе ги ставите во хипотетска ситуација и кога ќе ги прашате за еден неутрален настан, секој зборува од тоа што е даденото, максималното постигнато, било емоционално, било морално, било когнитивно. Меѓутоа, кога ќе се стави во настан кој што е емоционално оптеретен, кој што вклучува сегменти на загрозена безбедност, тогаш се појавува веќе нешто друго. Тоа нас не донесе до еден заклучок дека ние, како индивидуи, во нашето постоење и живење, сосема сме како и сите други. Она што го попречува... Компаративен пристап се извинувам што тоа се теоретски концепти, знаете, теоретски концепти. Вие имате ниво на интелектуален развој, се знае, се стигнува формално, постформално размислување. Инструментите го покажуваат тоа, дека сите тие нивоа се поминати и достигнати. Нивото на едукација, нивото на подложност. Не го испитуваме ние нивото на писменост. Добро, тоа, аз тоа ќе ја прашам колку тоа има влијание. Ако ме прашувате во однос на образовниот систем, бидејќи тоа го проучувавме, кога зборувам за личноста, значи имате стратегии. Министерствата за образование прават стратегија. И ват, какви деца сакаме да имаме, дали сакаме да имаме критични деца, екстровертни, отворени.
ако сме одлучиле дека сакаме да имаме такви деца, тогаш во наставните програми и во начинот на реализирање на наставата, такви индивидуи да, системот. доколку сакате да имате, Како во овој систем сега, какви индивидуи му се потребни на овој систем сега, кој јас по моја слободна проценка ќе кажам дека се реплицира од американското општество во однос на примање на инстант вредноста, непродлабочување, не работа кон себе и така натаму. Можеби тоа е многу субјективен мој впечаток. Меѓутоа, како можете вие да направите паралел, како би го нарекле овој систем? Дали ова здрав систем во кој може да просперираат здрави поединци и да не зборуваме толку многу за депресија и за психотични состојби и за насилство. Психозата е друг еден феномен. Невротски расстройства, се извинувам. Прво ќе зборам општо, па потоа ќе се вратам на образовниот систем што ме прашавте. Значи, сите ние имаме тенденција кон развој на демократска личност. Такви ставови, онакви ставови. Че слободата ни е многу важна. Демократска личност подразбира еден сложен склоп на личност. Ние теоретски имаме таква демократска личност, меѓутоа проблемот се случува тогаш кога вие надвор немате демократско или станува збор за општество каде што вие давате реакција, реагирате, одговорот од страна на институциите или изостанува, или е несоодветен. И тогаш веќе ние имаме расчекор, меѓутоа што создаваме критични, креативни индивидуи, тогаш кога ќе влеземе во критична расправа, критикување подразбира употреба на аргументи и за и против определени настани, тогаш тоа не соодветствува со општиот сетинг општество во кој што се наоѓам. А што се однесува на образованието, се случија многу голем број на промени во образовниот систем. Многу проекти влегоа со различни аспекти на реформи, кои што останаа сами по себе, а не интегрирани. И тука веќе имате школи кои се вклучени во тие проекти, па стимулираат одредени аспекти на развој, па имате други кои што биле. Така да образованието како една не е мој домен да зборувам за образованието, тоа повеќе го. Так, добро, бидејќи овие теми се преклопуваат една во друга, влегуваат, извинете што ќе ве прекидам, сакам да дојдеме до некоја поента, ќе се обидеме, кратко ни е времето. Значи, еве вака, како што начнавме, каков е системот, како тоа делува, колку е фрустрирачки за еден поединец кој мора постојано да се бори во еден систем кој е практично несовршен. Многу барање од средината. Значи, освен што слушаме за вакви немили трагични настани, ние постојано слушаме и за правдата, моментот на правда. Обесправени се чувствуваат луѓето, обесправени. Колку чувството на обесправеност, на загрозена екзистенција води во состојба која е таква како што е и луѓето посегнуваат по тоа или во своја. Добро, не се толку многу чести суицидите, значи не се толку многу чести на светско ниво, ниту пак во Македонија нешто посебно не се разликуваме, така да се ќе ги тргнеме малку на страна, нели? На почеток кога друго нешто, тукму за тоа. На почеток спомнавме нешто, односно прочитав таму дека сте запишале анксиозност. Самиот термин анксиозност значи вознемиреност, чекување на нешто страшно, на нешто лошо дека ќе се случи така натаму. Односно, така да, кога зборуваме за такво нешто, колку е тоа присутно и колку тука, да речеме, општеството, односно несигурноста, чувството на сколемена несигурност во општеството, може да ја сколеми и анксиозноста како да кажеме, како синдром на некакво сечувствување кое што не е добро, значи кое што е вознемирувачко, чекам нешто страшно да ми се случи, може нешто опасно да ми се случи и така натаму. А во текот на изминатиот период многу години наназад, ако зборувате за општественото влијание, јас сум психијатар, не можам толку многу да зборувам за тој дел, но сето тоа е поврзано. Односно, доколку ние постојано се чувствуваме несигурно, небезбедно, претрупани со разни информации и вести, кои што ни прават да се чувствуваме така, нели? Постојано се случуваат некои настани години наназад кои што не ни даваат за право да ние се чувствуваме стабилно, сигурно и безбедно. И тогаш очекувано е да се чувствуваме спротивно на тоа, нели? Несигурно, небезбедно, загрозено и дека може секој ден да ни се наруши, да кажеме, и сегашноста и иднината. Сега тоа кај било кој поединец, а кај оние луѓе кои што веќе имаат психички потешкоти, уште повеќе. За сметка на, односно поврзано со тоа е вашето прашање, кое што не мора баш да биде така црно-бело или да го гледаме.
Зошто во Македонија има толку голема многу користење на анксиолитици, односно на препарати кои што служат за редукција на анксиозноста, односно за намалување на таа чувствена напнатост, вознемиреност и страв. Не мора да биде и ние да го земеме тоа како здраво за готово дека во Македонија сите се анксиозни. Нели сите се вознемирени, односно сите се анксиозни и сите се депресивни и заради тоа користат. Не е само така. Туку во Македонија, тоа што го спомнав на почеток, матичните доктори или семејните доктори, кои што се првите и кои што би требало да бидат тие доктори кои што најдобро ќе го познаваат пациентот, бидејќи првиот со кој што се соочува, односно се сретнува пациентот, првиот кај што треба да побара помош, дополнително се тие нарекуваат и семејни доктори, му го познаваат целото семејство и добро би било да голем дел од состојбите кои што се поврзани со одредени психолошки потешкоти да ги решава матичниот доктор. Да не се препраќа значи на психијатар. Тука значи не само користење на фармаколошки препарати, туку користење на одредени психотераписки интервенции, да кажеме, или советување, било што, за да се справи матичниот доктор со одредена состојба или да продолжи да го лекува пациентот кој што веќе бил психијатриски третиран, а нема потреба постојано да се препраќа на психијатар. Бидејќи не е идејата да ние го психијатризираме општеството, односно што го психијатризираме, значи кажуваме дека ова општество е болно и треба да одат на психијатар, не е така. Значи идејата е во примарна превенција. Примарната превенција значи токму тоа. Значи образование, значи едукација не само на децата нели во училиште или во предучилишна установа, туку значи тоа на целокупната популација. Пред малку ви спомнав, едукација на оние кои што треба да влезат во некакви партнерски релации, па после тоа кога ќе влезат во некакви други релации, бременост и така натаму, односно да детето се роди здраво. А за да се роди здраво треба мајката да биде здрава, ментално здрава, сакам да речам, не само телесно, значи психолошки, и да може после тоа она да го гледа како што треба тоа дете, значи да не биде анксиозна, депресивна и така натаму, односно да не се пропушти тоа, па да не биде препознаено и да ви од старт му создавате услови на детето да не се развива во сигурна и безбедна и добра средина, независно од оние други фактори, нели, пошироките општествени фактори. Зборуваме уште за семејните фактори. Така да психијатриското третирање како лекување е веќе терциерната превенција. Зборуваме нешто за Да, токму за тоа ја организиравме оваа дебата за никаква превенција, тоа беше нели целта. Затоа жените ќе надоврзам повторно за одговорноста на медиумите. Ние дојдовме до некој заклучок дека тоа, нивото на писменоста, едукацијата, образованието, пласирањето на позитивни вести условно, кои нормално не треба да се измислуваат, такви вести има, меѓутоа тие вести велат во медиумите доминантно, тие не се читаат, не се гледаат, немаме зошто да ги ставаме. Спорувам за накви наједноставни вести дека се објавила книга, дека имало балетска представа и тоа никого не го интересира, ние тоа не го пласираме. Меѓутоа во преден план доминираат. Што кажуваат политичарите, кој кому што рекол, тука имаме една постојан антагонизам, расправија, конфликт. Кај нас најзастапен во медиумите е конфликтот. Одговорноста на медиумите, се извинувам само ако може Жанета за тоа. Колку можеме, зборувавме малку за тоа колкава е одговорноста на јавниот сервис. Добро, ние сме прво политизирано општество. Кај нас политиката е најважна, поважна и од здравието. И тоа е еден сериозна... Да, а ние можеме да се деполитизираме, веројатно ние не сме заробени во тоа, кој не зароби. И сега за таа политизација на општеството и медиумите имаат една сериозна улога, нели, зошто е толку политизирано, но и самите политичари, политички партии, овој процес на транзиција кој не завршува, едноставно го политизира општеството. Ние имаме мали деца кои знаат кои се политичарите, што е трагично, нели, од 5-6 години и така натака, ги знаат кои тие политичарот и така натака. Ние имаме вести кои се гледаат постојано од страна на семејствата. Прво се гледа на една телевизија, па на друга телевизија, па на трета дискусија, па тоа се дискутира и така натака, и тебе ти поминуваат сати и сати кога да зборуваш само за политички работи кои во суштина во Македонија се негативни и кои носат, нели, конфликт, расправи, различните страни и така натака. Ние и поминавме како општество низ сериозен процес во каде што имавме и пропаганда, и манипулација, и лажење, и спининг во последниот период. Па потоа поминавме на процес каде што државата го промени името, каде што сето тоа има, секој има свое мислење, имаме семејства кои се караат и така натака, и медиумите само додаваат нели уште некој зачин дополнително. Проблемот е тоа што медиумската содржина сама по себе е политизирана. Ние, за жал, граѓанинот
го имаме изгубено во вестите. Во вестите ние ги имаме политичките партии, политичарите, некој кој што е врзан со политичарите, па дури јавните политики не се обработуваат од страна на граѓанинот што тој ќе добие, туку од страна на политичарите како кое влијание влегува. Ние ги имаме преговорите од Пржино 1 2 3 5 само на политичките елити и на никого друг кој што може да ја контролираат граѓаните. Секако дека можат. Видете, во основа медиумите немаат само право или обврска и само да информираат, тие треба и да едуцираат. Значи ние која имаме некоја си таму Дара Бубамара со недели во некој медиуми кој не излегува од порталите и така натака. Тоа е или не знам, се извинувам што ја сгрешив, нели? Значи јас тоа е страшно и тоа не е единствено само дека кликови се добивале, па дури и кликовите не се, тоа влијанието е друго. Влијанието на медиумот треба да биде не само и да информира, туку тоа треба да и да едуцира, да поттикне, да комуницира, да стави плурализам на мислења, различни делови од општеството, културата, едукацијата, образованието, различностите, интеркултурализмот и интегративноста на општеството. За жал, сите овие сегменти ние ги немаме во медиумите. Или ги имаме малку, точно. И нас основен ни е јавниот сервис, да, но и другите медиуми го имаат. Ако сака некој да биде професионален, мора да ги има сите тие сегменти како една уредувачка политика и визија за работењето. Кај нас сето тоа се заборави и се остава на забава, на расправа, на карање и на кликови. Ева, можеби Марковички има свој став околу тоа. Како стигнавме до толку голем промена на вредностите во општеството кои исто така се интегрира во медиумите, се интегрира во секојдневието, стана идоли криминалци, стана идоли луѓе кои се сосема бездушни, без дух, необразовани, неписмени, но успешни и многу богати. Материјалното стана предуслов за единствено значајно и единствено нешто кое некого го профилира во успешна личност. Да зборуваме која е успешна личност, ќе дојдеме до моментот идоли. Дали вие во Институтот за социолошко-правни и политички истражувања се направиле, можеби имате увид во тоа преку некои ваши истражувања за ерозијата на вредносниот систем. Едноставно како стигнавме до таму? Малку по малку. Малку по малку, а можеби малку побрзо од тоа што беше очекувано. Тоа се случи трансформација, се уште. Иако колегите, пак ќе кажам, политиколози велат веќе дека ние не сме општество во транзиција, ние се уште се доживуваме себе си дека сме во општество во транзиција. Настаната е деконструкција на сите клучни сегменти што сочинуваат едно општество, вклучително и лицата кои што представуваат модели за идентификација. Преку промената на моделот на идентификација, вие генерирате определени ставови, размислувања кај младите генерации. Изгубен е критериумот што ќе понудиме како позитивен модел за идентификација, што е негативен модел за идентификација. Особено што во своето искуство децата имаат сознание дека негативните модели се профитираат. Тука и сите нас возрастни би не повикала. Оно што ние како возрастни забораваме е дека нашиот однос со децата е асиметричен. Што значи тоа? Дека ние сме тие кои што треба да ги заштитиме децата од содржини кои што се штетни за нивниот раст и развој. Колку да се обидуваш да ги заштитиш, не можеш. Тие се тука присутни се, веројатно ќе треба некој друг начин да се најде, да се едуцираат и да се укаже дека тие содржини не се ворат. Да се заштитат не може. Дури ако се забрануваат, ќе биде, верувам, ќе има контраефект. Заштитата не подразбира забрана на содржини и исклучување на содржини, туку подразбира начин на пренесување на информација кој што е во согласност на когнитивните и емоционалните капацитети на децата. Ние тоа како возрастни го забораваме. Ние мислиме децата мислат исто како и нас. Не, тука грешиме. Така. А телевизорот е вклучен, бегалска криза, децата слушаат, ние коментираме, ми текна на бегалската криза. Посериозен проблем, постојано травми сцени кои тие ги доживуваат сигурно некако повиртуелно од нас, ги прават прлила со игриците што ги гледаат или како и да, а не се свесни дека е тоа дел од нивниот живот. На тој дел сакам да кажам малку дека ние сега да се тргнеме малку од Македонија, дека во Македонија се случува тоа што се случува, но сепак морам да кажам дека се случува секаде во светот, односно ако зборуваме за психијатриски расстройства, за депресија конкретно, пошто депресијата е како некако најупотребувана
најчесто слушана е број во првите 5 расстройства воопшто, значи зборувам кои што го инвалидизираат човекот, значи во светот, на светски рамки, извинете, да, и во богати зборуваме, и стапката на суициди е многу повисока во некои други земји кои што се поразвиени отколку во Македонија. Што значи дека во тој дел, доколку зборуваме за психијатризација и за појава на душевни расстройства, не се разликуваме толку многу, односно не сме полоши, да кажеме, од некои си други таму земји кои што се богати и така натаму, и дека таму не се депресивни, и не се болни, и не се самоубиваат или нема убиства, не е точно. Апсолутно не, односно депресијата е во топ 5 болести, вклучувајќи и во топ 3 можеби, значи вклучувајќи ги цереброваскуларните и болести и малигните, како инвалидизирачки во однос на неможност нели да ги играш оние улоги, односно да одиш на работа, да се грижиш за себе и за своите потреби. Тоа е едната работа, а друго нешто што ме поттикна на размислување во однос на ова медиумското влијание, интернет и така натаму, достапност на информации и сето тоа. Не дека медиумите се дека вршат само негативно влијание и ние се или па ние да се изолираме и да кажеме не може да се користи Facebook и сите други не знам ово на. Тоа е невозможно како прво, а и како второ не е само штетно и многу корисни работи нели се случуваат. Во однос и на ова друго што спомнавте, дали нашиве деца се поизложени на сето тоа во однос на другите деца, и тоа не е точно. Бидејќи според новата класификација на расстройства е 11-та, значи на меѓународна класификација на болести кои што се користи во Европа, во таа класификација се вклучува интернет зависност како расстройство. Што значи тоа не се информации добиени од Македонија, тоа се добиени од цела Европа. Од сите земји, односно подолготрајни истражувања кои што довеле до сознанија и до заклучоци. Па зборувам токму заради тоа, значи не е дека само нашиве деца седат и гледаат телевизија или седат и добиваат информација од интернет, што понекогаш се корисни, не се само штетни. И создаваат зависнички однос кон тоа. И во однос на, извинете, само ова да го кажам и ќе завршам, во однос на она кога зборувавме за превенција и здобивање нели информација од медиумите, за превенција, односно за развој на менталното здравје во здрава смисла на зборот. Тоа е таа примарна превенција. Значи прво луѓето треба да имаат информација за менталното здравје, да таа им биде достапна, да биде прифатена, односно да имаме ние свесност за тоа, нели дали јас треба да посетувам психолог, психијатар и ово и што значи се тоа, и да биде достапно, да знаеме кај треба да одам, на кого да му се јавам, каде да се упатам, ме разбирате? Тоа е првична информацијата и да биде достапно. Пако чудно ова звучи, сега ќе се повикам на една изјава од Рамбо Амбадиус која вели дека темата да се зборува за политика е тема за луѓе кои имаат плата до 300 евра. Потоа тој малку прак кога ќе се помине, тој разговор поминува на некои други теми како викенд, облека, гардероба, па потоа луѓето кои имаат многу високи примања веќе зборуваат за екологија, за љубов и така натаму. Дали тука не можам никако да дојдам до клучката колку екзистенцијалните проблеми. Значи нивото, стандардот, економскиот момент влие. Значи само уште тој не го пативме малку, ние наштавме сега, не можеме се да патиме, колку тој фактор е влијателен околу, да кажеме, колективната среќа. Ајде сега веќе нема да го наречеме колективно ментално здравје. Вие велите дека од психијатриска гледна точка, нели дали да речеме депресивни расстройства или некои други се почести кај лица кои што се пообразувани и кои што имаат некој повисок стандард на живење во однос на оние другите, и се тука има различни. И можно е понекогаш да добиеме истражување кои што викаат да, депресивните расстройства се почесто присутни кај лица кои што се пообразовани, односно повисок степен на образование, но тука се поставува прашањето дали е тоа така или тие се малку посвесни во однос на сопствените психолошки потешкоти и почесто бараат помош. Тоа е едната работа, и втората работа дали имаат повеќе средства материјални, односно имаат повеќе пари да може да си го дозволат тој тип на лекување, ме разбирате? Не само за лекување, може да си дозволат да бидат срекни, може да патуваат, може да одат на викенд, може да прават работи кои исполнуваат личноста, да одат во театар. Кај нас стана прескапо да се оди во театар на филм. Ама тоа не значи дека тие не страдаат. Ја токму тоа ви го зборувам, дека има бројки кои што го покажуваат дека баш повеќе присутно пак и тие. Ме разбирате, са некој ќе си помисли да и значи богатите и пообразованите почесто страдаат од депресија. Не, тоа може друго да биде одговорот. Нека тие почесто бараат помош и заради тоа се евидентирани или наречеме во некакво си други услови повеќе да се вклучи да се вратам на терминот ментално здравје. Бидејќи психијатриските расстройства се само еден сегмент од менталното здравје. Менталното здравје во општо подразбира
позитивно чувство за сам себе, реализација на сопствените капацитети и потенцијали, доживување на среќа и, што е многу важно, воспоставување на баланс на внатрешните капацитети што ги имаме со резилиентните фактори што ги градиме, затоа што е апсолутно апсурдно да помислиме дека ние можеме да живееме во едно општество изолирано каде што нема да се случуваат различни настани. А она што се насочуваме сега сите, бидејќи покрај што сум истражувач и комуниколог, јас сум и психотерапевт, она што е важно е да се истакне е дека на секое ниво се работи на ментално здравје. Менталното здравје подразбира добри другарски односи во рамки на едно оделение, подразбира односи меѓу родителите во оделението, меѓу колегите. Тоа е ментално здравје. Кога ќе се стигне до психотерапија и до фармакотерапија, до психијатар, тоа веќе можеби станува збор за нешто посериозно од многу различни причини. Кога зборувам за психотерапија, што е различно од фармакотерапија во психијатриски збор, е дека ние сите доаѓаме во различни животни кризи. Некогаш нашите капацитети не се такви за да можеме во тој момент да се справиме со она што ни доаѓа. Разговор психотераписки помага да ние си ги зајакнеме внатрешните капацитети, се преиспитаме и создадеме нов модел како ќе се справиме. Меѓутоа, пак ќе кажам, менталното здравје се случува на секое ниво. Ментално здравје подразбира во сите можни услови на живење, вклучувајќи загаденост, вклучувајќи животна средина, вклучувајќи грижа кон животни, еден цел вклучен систем во кој што сме само ние дел и во кој што само преку заедничко дејствување постигнуваме квалитетно живење. Дали состојбата, можеме да заклучиме, времето повеќе не ни дозволува, тема е многу обемна и веројатно од неја произлегува уште многу други. Ќе имаме можност да дебатираме и натаму, што ќе биде многу полезно, затоа што токму тоа отсуство во медиумите на вакви, како што рековме, теми кои ги засегаат директно граѓаните, поединецот, индивидуата, личноста се веќе аут, многу повеќе сега тука ќе требаше да бидат политичари кои ќе кажуваат за нивните програми и така натаму, ова е занемарено. Колку е состојбата накусо алармантна и дали сметате дека треба да се превземе нешто на национално ниво, сите фактори да се вклучат или можеби некакви поблаги, да кажам, мерки, препораки и така натаму, за да малку ја подобриме таа колективна слика на тоа ментално здравје како во онаа форма како што Марковиќ го објасни. Значи не зборуваме за оние сложени случаи. Јас можам само за мојот дел да кажам во делот на медиумите и комуникациите. Мислам дека она што како дел во кој што можеме да помогнеме и медиумите, но и делот во делот на образованието е всушност сериозно и длабоко аналитичко приоѓање кон воведување на медиумската и дигиталната писменост во образованието. И тоа од градинка па нагоре, бидејќи децата растат во поинаква средина и во поинаква реалност сега. Значи, тие ги добиваат информациите од медиумите, ние не можеме да ги скратиме медиумите, но тоа не значи дека само младите треба да бидат едуцирани, информирани како да ги читаат вестите, туку тоа треба да биде една широка кампања за сите публики, ајде така да кажам, и за сите генерации. Значи, ние мораме да ја едуцираме граѓаните, јавноста, начинот на кој што ги восприемаат вестите, како да се активираат за да кажат дека нешто не е во ред и да бидат и тие, ние да забораваме тој дел од нашата работа новинарска, дека ние сме коректив на власта, а граѓаните ни се нас коректив на медиумите. Меѓутоа, со самиот технолошки развој, граѓаните едноставно не се доволно едуцирани да можат да бидат во некој дел коректив на медиумите и мислам дека тоа од делот на ете така, значи не е само до кликовите, туку и до интеракцијата со самите медиуми. Нормално е дека кога се работи се греши, важност е да имаме саморегулацијата во медиумите, медиумската писменост на едно широко национално ниво и комуникација со граѓаните. Тоа е ние што во медиумската сфера можеме да го направиме и нормално секој во својот сегмент треба да работи за да имаме една здрава нација, ајде да кажам. Не отидено според вас предалеку за да правиме некоја национална стратегија, само треба малку да се алармира. Постојано има можности нели да се сето тоа развива и да се подобрува. Оној дел мислам кој што јас сакам да го потенцирам е дека
Потребна е дестигматизација на било кој, мислам, кој што има психолошки потешкоти, односно дека тоа не е страшно и не е срамно, и дека за тоа се потребни поголем број на информации, доколку луѓето се информирани, дека тоа не е страшно и не е срамно, и дека доколку човек има било какви потешкоти на психолошки план, потребно е да побара стручна помош. Дали е тоа матичен доктор, дали е некаков друг тип на доктор, психолог, кој да е, но потребно е стручна помош и дека тогаш може да се интервенира, односно може да се делува, како да кажам, да се помогне. Дека не е срамота и не е страшно, да било кој од нас има некакви си психолошки потешкоти и дека за тоа треба да си побара стручна помош. Благодарам, Марковиќ, вие? Јас само нешто ще би додала за проблематичната употреба на интернет, бидејќи ете случајно се погоди да бидам вклучена во таа акција, да можам да проговорам тука. Вклучена сум во КОСТ акцијата за проблематична употреба на интернет. Тоа е една европска акција за идентификување кое однесување може да биде именувано како проблематично на интернет и дека сите сознанија упатуваат на тоа дека офлайн живењето, односно релациите со родителите во кај помладите деца, многу повеќе влие на тоа како детето ќе се однесува во интернет светот, да го именувам. Затоа што таму каде што постојат усогласени семејни релации, вие имате користење на интернет, меѓутоа не влегува во класификација на зависност од употреба на интернет. Сега и еве во светски рамки се случуваат активности офлайн, и тука исто имаше такви активности. Остави го таблетот, излези надвор. Се тоа процеси низ кои што ќе поминуваме, ќе ги учиме и ќе создаваме и стратегии и планови и подразбира и флексибилност и на институциите, меѓутоа и да се флексибилни, и да не се флексибилни институциите, системите не можете да ги спречите. Се создаваат паралелни системи, па така имате невладини организации кои што организираат еколошки активности, вклучување. И тука веќе имаме задоволување на активностите што би оделе во функција на унапредување на ментално здравје. Сакате да кажете дека секој треба во својата професија да се чувствува одговорно, значи почнувајќи од училиштата, професорите, секој освен тоа што е негова работа да предава како наставник, треба да има една друга одговорност, секој да биде свесен колку е голема широка одговорноста секој што работи со повеќе од еден човек. А да не зборуваме за медиумите каде што да, работата е многу сериозна. Многу ви благодарам, се надевам дека дојдовме до некоја поента, барем ја отворивме темата. Ви благодарам многу.